365 дена исполнети со ентузијазам, одговорност и желба за подобро Пехчево. Водејќи се од мотото дека општината треба да биде сервис на граѓаните и дека секогаш треба да биде во функција на континуирано креирање услови за одржлив развој на локалната заедница, како и создавање поквалитетно живење на граѓаните. Принципот на транспарентност и отчетност во изминатите 365 дена, новиот градоначалник на општина Пехчево го прифати како неминовен предуслов за успешно остварување на локалните политики, како и можност за директно запознавање на граѓаните со сработеното од страна на локалната власт. Почитувани сограѓанки и сограѓани, локалните избори се демократско право на кое вие одлучувате кој ќе ја води општината во следниве 4 години. Вие со масовна подршка ми дадовте доверба јас да бидам тој што ќе управува со локалната самоуправа. И покрај фактот што наследивме огромни долгови од над милион евра, тоа не поколеба да се впуштиме енергично, посветено, да ги реализираме проектите кои ги ветивме пред вас и кои представуваат решение на вашите проблеми. Јас се надевам дека во идната година ќе имаме уште повеќе проекти со кои што ќе ви го олесниме вашиот живот и ќе ви го подобриме начинот на живење во нашата општина. Ние ви ветивме подобар живот во Пехчево за сите. Тоа го и остваруваме. А во изминатите 365 дена најмногу се работеше во делот на инфраструктурата. Реконструирани или изградени се нови патишта, фекална и канализациона мрежа, водоводна мрежа. Со грант од Светска банка во вредност од 17 милиони 386 илјади денари, со учество на општината и исплатени во целост 1 милион 744 илјади 812 денари, реконструирани и рехабилитиране горниот строј на коловозната конструкција на неколку улици во Пехчево. Со средства обезбедени од Министерството за транспорт и врски со одлука на влада за распределба на средства од буџетот на Република Македонија за 2018 за подршка на имплементацијата на декадата и стратегијата на ромите, во вредност од 2 милиони 320 илјади и 40 денари, реконструиране горниот строј на коловозната конструкција на улицата број 1 во село Црник. Во село Панчарево се изврши реконструкција на културниот дом со реновирање на целата кровна конструкција и вратите и прозорците. Со оваа активност се овозможуваат услови за користење на салата за разни манифестации и настани, а со тоа и подигање на културната свест кај жителите. Средствата за овој проект се обезбедени преку Бирото за регионален развој и се во висина од 2 милиони 141.622 денари. Значаен проект се реализираше и во село Негрево, каде беше извршена реконструкција на старата училишна зграда, која прерасна во модерен едукативен центар за заштита на природата. Основна цел на едукативниот центар за зачувување на природата е да се придонесе токму во насока на зачувување на природата во Брегалничкиот регион, преку едукација и подигање на јавната свест, како и промоција на оддржливото користење на природните ресурси. Овој проект беше подржан од програмата за зачувување на природата во Македонија преку проект на Швајцарската агенција за развој и соработка SDC, координиран од Фармахем. Неговата вредност изнесуваше 200.000 швајцарски франци. Значаен проект во изминатите 365 дена во општина Пехчево е реализиран и во селото Умлена. Таму со проект вреден 1 милион и 200.000 денари се реконструираше кровната конструкција на училишната зграда. Еден од најзначајните проекти во насока на развој на туризмот во општина Пехчево е изградбата на информативниот центар за туристичка логистика и летна сцена за културни настани. Преку овој проект, Пехчево доби фестивалска сцена за културни настани со комплетно озвучување и опрема и современ туристичко-информативен центар, со што туристите ќе имаат можност да се запознаат со природните богатства и туристичките локалитети на едно место. А преку набавката на летна сцена, општина Пехчево ќе има можност да организира голем број на културни настани, се со цел промоција и афирмација на културата и традициите во Пехчево. Овој проект за меѓугранична соработка се реализираше со општина Брезница од Република Бугарија преку Интерек програмата Платформа за меѓуграничен фестивалски туризам на полето на културата и традициите. За општина Пехчево еден од најзначајните проекти беше изградбата на канализационен систем со пречистителна станица за отпадни води во туристичката населба Равна река. Проектот е во вредност од 245.000 евра и финансиран од Европската инвестициона банка. Во изминатата една година во рамки на своето работење градоначалникот на општина Пехчево Драган Тренчовски и неговиот тим напорно работеа во насока на зачувување на животната средина.
Во таа насока се чистеше дивата депонија од страна на јавното комунално претпријатие Комуналец, депонија која се наоѓа до улицата Кадиица на местото викано Мандрата. Општината во изминатата година водеше грижа и за културата. По 8 пат се одржа фестивалот на дувачки оркестри во Пекчево, кој е единствен од ваков тип во државата. Од 12 до 14 јули, 3 дена исполнети со големи концерти на македонски и балкански ѕвезди и настапи на врвни дувачки оркестри. Ова го карактеризираше 8-то издание на фестивалот, кој како по традиција се организира во чест на празникот Петровден и Павловден. Градоначалникот Тренчовски и општината беа транспарентни и отворени за граѓаните. Заедно со невладиниот сектор и граѓаните на општина Пекчево беше креиран буџетот за 2019 година со предлози за проекти и приоритети од страна на граѓаните во рамки на форумските сесии кои што беа одржани во општина Пекчево. Во овој дел беше основана локалната акцијска група Малеш Пијанец, локална акцијска група која е формирана од општините Пекчево, Берово и Делчево. Регистрацијата на лагот е согласно со лидер пристапот за поддршка на руралниот развој кој се имплементира во земјите на Европската Унија и Македонија како земја кандидат за Европската Унија. Општината се грижеше и за спортот. Во Пекчево се одржа манифестацијата Пекчево на точак. Се реализираше офроад тура со велосипеди за прв пат во Пекчево, во организација на општината и хотелот Гогов. За прв пат во Пекчево исто така на градскиот стадион љубителите на фудбалот имаа можност да го проследат финалето на купот во организација на Фудбалската федерација на Македонија. Градоначалникот Тренчовски и неговиот тим реализираа и активности во делот на социјалата. Општина Пекчево во соработка со јавната здравствена установа Здравствен дом Пекчево и невладината организација КХАМ ги посети семејствата на деца родени во периодот од април 2017 до април 2018, со што беа донирани хигиенски пакети за новороденчиња. Ова активност се спроведе во рамки на Европската недела на имунизација, насловена Заштити, спречи и вакцинирај. Со донација на UNDP преку програмата за општинско корисна работа и акциониот план за активни политики и мерки за вработување на владата на Република Македонија, со вкупен буџет од 952.200 денари, со учество на општината од 332.200 денари, се реализираше проектот Нови социјални услуги во општина Пекчево. Заедно до поголеми детски насмевки беше проектот кој што се реализираше во рамки на иницијативата Мрдни со прст, при што се реконструираше и уреди дворот на детската градинка 7 септември во селото Црник. Нови, уште позначаени проекти во насока на модерно и просперитетно Пекчево, градоначалникот Драган Тренчовски најавува за новата 2019 година. Проекти кои не се планирани или се во фаза на подготовка за нивно отпочнување за 2019. Модернизација на филтер станицата со поврзување на таложник, изградба на 2 улици во село Умлена, изградба на 2 улици во село Робово, изградба на дел од улица број 1 во индустриската зона Чуката, изградба на улицата 7 септември, рехабилитација на регионален пат Делчево-Пекчево, реконструкција на кеот на Пекчевска река, изградба на паркинг пред градскиот стадион во Пекчево, доградба на детска градинка 7 септември Пекчево, ќе изградиме и детски парк во близина на школото и градинката во Пекчево. Внатрешно ќе го уредиме Домот на култура Јане Сандански, а ќе го заживееме и културно-уметничкото друштво Јане Сандански. До година ќе го надоградиме и фестивалот на дувачки оркестри со повеќе настапи и активности, а ќе организираме и други културни манифестации во текот на цела година. Ќе ги реконструираме и ревитализираме водопадите на туристичката населба Равна река, ќе ги доуредиме и модернизираме видиковците на туристичката населба Равна река. Почитувани сограѓанки и сограѓани, заедно за модерно, просперитетно европско Пекчево. Следуваат нови 365 дена во кои што општината ги остава отворени вратите за граѓаните, со кои заедно ќе се промени перцепцијата и видувањата за поубаво Пекчево.